Веќе 30 години се одбележува 1 декември Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА. По повод одбележувањето, меѓународните организации се обидуваат да го насочат вниманието на јавноста за борба и превенција на болеста. Во Македонија досега се регистрирани 400 случаи на ХИВ, а од регистрираните случаи 86% се од машки пол, а 14 се од женски пол. Од Институтот за јавно здравје во 2018 година информираат дека досега се регистрирани 41 нови случаи на ХИВ, од кои сите се од машки пол. Возраста на новите случаи се движи од 21 до 51 година, а 82% од случаите се на возраст од 20 до 39 години, од кои по 17 случаи на возраст од 20 и 29 години и 30 до 39 години. На возраст од 40 до 49 години биле 6 случаи и еден возрастна група од 50 до 59 година. Од Министерството за здравство информираа дека годинава е направен голем чекор напред, успешно продолжувајќи ги воспоставените програми за заштита од ХИВ. Во рамки на програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција, во која се обезбедени 37 милиони денари за антиретровирусна терапија и 52 милиона денари за превенција и рано откривање на ХИВ инфекција. Во програмата се вклучени Министерството за здравство, Клиниката за инфективни болести, Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје, како и 15 здруженија на граѓани кои действуваат во десетина градови низ државата. Инаку Светскиот ден против СИДА е осмислен и прифатен од 140 земји во светот на Светскиот самит во Лондон во 1988 година.